денеска имавме работна посета на полициското одделение во Дојран, работна посета на полициската станица за граничен премин и граничен надзор исто така во Дојран. И разговаравме за актуелните теми, за актуелната безбедносна состојба која што можеме да оцениме како мирна и стабилна и тоа во континуитет наназад. Исто така, оваа посета искористивме да го промовираме овој објект на полициското одделение во Дојран, кој што после многу години, повеќе од 40 години, е направена целосна реконструкција и санација со финансиски средства од буџетот на Министерството за внатрешни работи. Како што можете да видите, целосно е променет ликот на овој објект, целосно е санирана кровната конструкција, изработена е термофасада, промена на сите прозорци и врати, целосна реконструкција внатрешна на тоалетите и на работните простории. Со тоа уште еднаш ја потврдивме заложбата на раководството на Министерството за внатрешни работи да создаваме добри услови за работа на полициските службеници, тие да бидат мотивирани, меѓутоа и да вложуваме во објекти со кои што ќе имаме и енергетска ефикасност. Воедно сакам да ви информирам дека целосно е поставен нов систем за затоплување на овој објект. Така да во тој дел и понатаму ќе продолжиме активно за подобрување на условите на полициските службеници. Ова е 54-тиот објект кој што го реконструираме целосно, темелно. Чест ми е денеска што сме овде во полициската станица во Дојран, а посебно поради фактот што после 40 години овој објект доби нов лик, енергетски ефикасен објект кој ги исполнува сите услови. Исполнувањето на условите за работа се секако од круцијално значење за подобро функционирање и подобра работа и на самите полициски службеници. Разговаравме со министерот денеска за повеќе проблеми кои што не мачат и секако заеднички ќе се обидеме да ги надминеме тие проблеми. Разговаравме да излеземе во пресрети на самите граѓани и за можноста за отварање на базна станица, која што навистина ќе биде од големо значење за самите граѓани, за да вадат лични документи овде и да ги скратиме од тие дополнителни трошоци кои што доаѓаат, така што се надеваме дека заедно со министерот ќе ги надминеме сите тие проблеми и секако ќе работиме во служба на граѓаните.